Навечер е закажана средбата во 20 часот во владата на Република Северна Македонија, каде што јас и господинот Мицковски, веројатно со по еден од нашите тимови, ќе разговараме на теми кои што се важни, а тоа се предстојните претседателски избори, ќе разговараме за реформските закони и ќе разговараме сето тоа што е од интерес на државата. Господинот Мицковски рече дека ќе бара лустрација на сите политичари, од друга страна пак нели дека ќе се разговари за специјалното јавно обвинителство, бараат свој обвинител. Јас ќе почекам денот да ги видам утре кои се барањата, ќе ги соопштам и нашите, сите заедно, како одговорности на сите политичари и политички партии ќе разговараме. Деталите преурането не би ги коментирал. Зошто не е битно да учествуваат во оваа средба и албанските партии, лидерите на главните албански партии, кога веќе ќе се третираат побитни теми, како што е и СЈО? Добро, ова не е потреба од некој си формат на повеќе политички партии за кои што се разговара за други теми. Мене ми е значајно да разговараме за предстојните претседателски избори, за интеграцијскиот процес на нашата земја, заради тоа што дури и НАТО не е завршено се уште, следува ратификацијата, да направиме се што можеме да направиме да успееме во јуни, да го добиеме конечно датумот за преговори и отварањето на поглавјата со Европската унија. Тоа се важни работи. И јас буквално разговарам како премиер и претседател на најголемата политичка партија со шефот на опозицијата токму на тие теми, заради тоа што верувам во заедничката одговорност пред историските одлуки кои што нашата земја треба да ги донесе. Дали Стево Пендаровски е безбеден со оглед на фактот што тој нели изјави дека го следат одредени служби? Секако дека е безбеден. Сега утврдивме дека се работи за сликање, за докажување каква кола всушност има и каква возел. Значи не се тајни служби? Апсолутно. Така да верувам дека сите граѓани во Република Северна Македонија треба да се чувствуваат безбедни. Немаме причина зошто да не се чувствуваме безбедни. Веројатно има се уште одредени луѓе кои што во својата глава прават некои можности за наводни конструкции, за некакви тајни планови, работат со квази патриотски здруженија и слично. Веројатно потребата му беше за алудирање тука. Јас го знам заради тоа што се тоа апсолутно согледливи состојби кои што се случуваат во нашата земја, но дефинитивно нашата земја е безбедна, сигурна, стабилна. За малку ќе биде членка на НАТО. Ева вака, ќе ги дадат сите коментарите заради тоа што од прилика тие што се влезени во некои филмови, се влезени во такви филмови, тоа не загрозува безбедност на никој, но живеат во одредени филмови и при тоа немам намера да се извинувам на никаква опозиција. Едно прашање. Денес одлучивте да славите одвоено од 8 март вчера кога си беше денот. Зошто не излегува жените на СДСМ вчера кога требаше да бидат единствени со сите останати и ова денеска што се случуваше беше апсолутен митинг. Втора работа е што автобусите кои се нацелени денеска наликуваат на времето кога Груевски ги организираше неговите митинзи. Зошто личите на мене? А и го искористивте моментот за реторика која што најавуваше странски инвестиции и го потенцираше економскиот раст, тоа што наликуваше на реториката на Груевски. Апсолутно не е така. Прво бевме вчера заедно, нашите први представнички од Социјалдемократскиот сојуз, министерки во владата, во парламентот, беше мојата сопруга заедно со сите жени вчера на плоштадот со министерката Мила Царовска, како што тоа си личи, како што секогаш сме го правеле. Сабота го избравме како неработен ден за да го организираме традиционалниот 8-мартовски марш. Нашиот марш, како што реков, не е марш за славење, туку е континуирана борба за еднакви можности и права на жените и мажите, борба за поголема солидарност, социјална правда, еднаква здруженост, рамноправност, сплотеност во нашето општество и тоа го потенциравме. Потенцирајќи ги бројките како економски параметри, потенцирав дека нашата држава се движи во вистински правец, а при тоа токму тие бројки треба да се почувствуваат насекаде. И повикав да ги почувствуваат сите граѓани. Пред се посиромашните, на оние кои што им треба лек во болниците, на оние кои што им треба уште поквалитетно образование, на деца кои што не одат во училишта, да овој концепт на социјалдемократијата, на солидарност, социјална правда, заедништво, помагање, одговорност, правда, сеопшта, дефинитивно го земеме како наша примарна обврска и им помогнеме на сите наши сограѓани. Прашањето за автобусите не го одговоривте. Автобусите апсолутно беа на оние жени кои што сакаат да дојдат да се приклучат, а не се од главниот град. Ги донесовме, ги плати Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тоа е организиран традиционален, мислам дека 8 пат во овие последни години марш.
го правиме како секој пат што сме го правеле, дали сме биле опозиција или власт. Го правиме на еднаков, идентичен начин и во масовност која што е соодветна, без било какви демонстрации и насили, туку сериозно со испраќање на пораки на солидарност, другарство, пријателство и ставање на пиедестал на жената, заради тоа што нашите трајни определби се еднакви можности за сите и еднакви права на жените и девојките и во нашата земја, а веруваме дека тие еднаквости се многу блиску кон своето конечно остварување.